На денешен ден, 20 јуни. – 1527 година во Фиренце умре Николо Макијавели, италијански политичар, дипломат, воен стручњак, поет и комедиограф. Во своите расправи ги постави темелите на првата граѓанска теорија за државата. Негови најпознати дела се Владителот, Историја на Фиренца, За војната вештина и комедиографијата Мандрагола. Роден е во Фиренца на 3 март 1469 година. 1597 година умре холандскиот поларен истражувач Вилхелм Баренц, заробен на брод окован во мраз, додека се обидуваше да пронајде североисточен поморски премин од Европа во Америка. Претходно, во 1584 и во 1594 година ја предводеше експедицијата со истата цел. Ги откри Шпицбергските острови, западниот брег Нова земја и морето наречено во негова чест Баринцово море. Неговиот дневник е пронајден во 1871 година. 1819 година во англискиот град Ливерпул допатува бродот Савана, кој 27 дена и 11 часа пред тоа исплови од истоимениот град во американската држава Џорџија, станувајќи прв параброд кој го приплови Атлантскиот океан. 1837 година умре британскиот крал Вилијам IV, кој владееше од 1830 па се до неговата смрт. Неговите поданици му го дадоа прикарот Лудиот Били, а го викаа уште и кралот Мурнар, поради тоа што од 1778 година до 1790 година служеше во морнарицата. 1861 година роден е англискиот биохимичар Фредерик Гауленд Хопкинс, еден од основачите на науката за витамини, кој со холандскиот лекар Кристијан Ајкман во 1929 година ја подели Нобеловата награда за медицина. Го изучуваше значењето на витамините во исхраната и заклучи дека тие се неопходни за нормален раст и развој на организмот. 1912 година во Кавадарци од придавник и врховистички платеник на подмолен начин е убиен Добри Даскалов, македонски револуционер и војвода, еден од најмаркантните револуционерни личности во Кавадарци. Роден е во Кавадарци на 13 ноември 1882 година. 1933 година во Архангелское, кај Москва, умре Клара Цеткин, познат политички работник на германското и на меѓународното социјалистичко движење, писателка и публицистка. Родена е на 5 јули 1857 година. 1936 година по повод организираниот штрајк на македонските градители. Овој датум е прогласен за Ден на градишните работници на Македонија. 1963 година САД и Советскиот сојуз постигнаа спогодба за воспоставување на црвен телефон меѓу Москва и Вашингтон. Директна линија е воспоставена по кубанската криза заради итни консултации меѓу шефовите на двете суперсили во критични ситуации. 2005 година умре американскиот научник Џек Килби, добитник на Нобеловата награда за физика, чиј пронајдок од 1958 година, интегрирано електрично коло, представуваше основа на информатичката револуција.